Кој е странец во Македонија, кои се неговите права и обврски, се среќаваат ли странците со проблеми кога е во прашање легализирање на нивниот престој, социјален статус? Колку странци живеат во Македонија, колку во Прилеп? Токму на овие прашања се водеше отворена граѓанска дискусија на иницијатива на коалицијата на младински организации сега во рамките на проектот Давање на можност за активно учење. Првата активност која што се спроведе во рамките на овој проект беше обуката за локални активатори на граѓански панели во Страсбург, Франција. На оваа обука наидовме до сознание дека имигрантите во Европа наидуваат на исти потешкоти како и имигрантите во Македонија. Како имигранти се сметаат оние луѓе кои што имаат легален престој во одредена држава, но се уште немаат регулирано свој статус како државјани на таа држава. Нашата целна група за овој проект се сите странци кои легално престојуваат во Република Македонија од различни причини, како што се семејни причини, вработување, склучување бракови, школување, но кои се уште немаат стекнато статус на државјани во Република Македонија. Преку оваа панел дискусија, учесниците ќе се запознаат со дел од законските уредувања кои што постојат во нашата држава во однос на нивните права и обврски. Но ќе можеме да слушнеме и нивни потешкоти и искуства со кои што се соочиле од како пристигнале во Република Македонија, кои што ќе ни послужат како препораки за промена на европската легислатива во полето на имиграција. Овој проект го спроведуваме за Македонија, коалиција на младински организации сега од Прилеп и општина Беров. Презентиран беше дел од законот за странци, а со кои проблеми се соочува странец во Македонија? Долазим из Србија, овде сум веќе 7 година. Доаѓам од Србија, овде сум веќе 7 години. Проблеми имав за здравствено осигурување, за вработување. Сами моравме да се снаоѓаме. Мораш да прашуваш за да ти кажат кои се твоите права. Не те дочекуваат спремно за да ти кажат кое е твоето право да знаеш, туку одиш од врата до врата. Да знаеш, него луташ од врата до врата. 3 години на основ на брак, кога го стекнав правото, тогаш почина и проблемите. Морав да одам во Србија да донесам документи и секогаш не достигаше некој документ. Тука е проблемот во таа организација. Да ти каже некој да знаеш еднаш, одиш, ги земаш документите, се враќаш назад и го решаваш проблемот. И тоа трае веќе 2 години. Додека ги собирав сите документи, доаѓа агенти од Скопје да видат како живеам и дали навистина живеам тука. И после 6 месеци добив државјанство. А единствен проблем ми беше тоа што мојот потпис за детето не беше никаде валиден. Да го запишам детето на училиште и за било што и да беше потребно. Едноставно како родител како да не постоев. Требаше се сопругот, а проблем беше што тој беше на терен, па требаше да доаѓа и да го реши тој проблем. Сега добив државјанство, па го решив проблемот, инаку проблемите беа големи. Поред податоците од 2009 година на Државниот завод за статистика, во Македонија се доселени 1857 странци со привремен или со продолжен престој. Најмногу доселени странци во Македонија се од Европа, од кои најголемиот број живеат во Скопје, а во Прилеп се 18 лица.